И добре дојавте повторно на каналот кај Bet Teacher Crypto. Денеска имаме интересна недела пред нас, бидејќи го имаме состанокот на ФЕД, каде што треба да се одлучи за каматните стапки. Моменталната каматна стапка е 4,5%. Тука мнозинството мисли дека повторно ќе останеме на истата. И останува време да видиме. Интересен факт за Джереми Пауел, кога носи виолетова вртоврска, тогаш сме булиш, односно сентиментот е позитивен и имаме раст на цените. Кога носи сина вртоврска, сентиментот е бериш и очекуваме благ пад на цените. И тука може да видиме дека Ethereum ETF-от моментално има многу поголеми приливи од ETF-от на Bitcoin, околу 20% повеќе во месецот јуни, и дали тоа наговестува на алт сезона останува да видиме. Токму така се сложувам со ова, доколку имавме 50% шанси за да имаме Трета светска војна, сигурно S&P 500 немаше да биде 2% од претходниот врв, доколку тоа всушност и беше теорија и доколку другите знаеа за тоа, сигурно ќе имаме огромен пад, па дури 30%, зголемување на златото и секако нафтата би била многу повеќе од тоа што е сега. Овој чарт CryptoCon ни покажува дека врвот би бил околу 160 до 170 илјади биткоин, па дури 186, бидејќи според овој чарт ги достигнуваме. Имаме плюс 5 на последната линија, плюс 4 на предпоследната и плюс 3 скоро на средната линија и продолжуваме на плюс 2 овој циклус. Еден интересен чарт за оние кои што држат алткоин, односно конкретно XRP. Имаме триаголник, движена страна, пробив, ретест и продолжување нагоре, доколку се повтори чартот од 2018 година за XRP. Нетањаху ни кажува дека всушност најголемиот непријател на Трамп е Иран, кој што ќе се обидат да извршат атентат врз него. Да видиме, можеби ова ќе биде приказната за следниот сайкл кој што треба да се случи во јули. Останува да видиме. Тука ни се прикажани најголемите рецесии кои што биле претходно. Можеме да ги видиме 2000 година, 2006-2007 година и 2020 година. Останува да видиме дали тука повторно ќе се појави и дали ќе биде исто како претходните години. Еден факт кој што многу одамна го знаеме, а сега и се повеќе и повеќе се потврдува, имаме во последната декада имаме огромен пад на доларот, односно имаме огромен пад на користењето на доларот, тоа дури до 57%, и секој ден имаме се повеќе и повеќе негово некористење, а криптото продолжува да се шири. Имаме нови партнерства на ивентот со Whitebit, односно криптоменувачица која што всушност ја поддржува и Барселона и Јувентус. Еден технички чарт кој што се нарекува Head and Shoulders, има формирање на шолдерот, head, shoulder повторно, и моментално сме во фаза на формирање на следниот шолдер, кој што би отишол до 150.000 долари за биткоин. Некои интересни чартови кои што се случувале во минатото за
Биткоин се во 2013 година кога што имаме new all time high, потоа имаме малку на страна движење, односно во јули, и имаме пресврт на цената во јули и нови all time highs и тука веќе завршите bull market. 2017 година исто така имаме new all time high, пред тоа имаме огромен пат на биткоин во јули 2021 година. Исто така јули се консолидира во јули и потоа продолжува нагоре. Дали тоа ќе биде повторно случај, останува да видиме. А еден чарт кој сигурно го обожавате, тоа е Global Money Supply, односно секогаш кога Global Monetary Supply се зголемува, имаме и раст на биткоин. Тој претежно го следи тој чарт. А сега да погледнеме каде се наоѓаме на чартовите. Претходно имавме огромен раст, денеска пат. Во среда очекувам голема волатилност на пазарите, ликвидиране голем број позиции и можеби ќе го задржиме во обсек се до следниот day cycle low. Чувствувам дека ќе останеме во овој рейндж се до јули, можеби повторно ликвидирање, но без да го пробиеме ова претходно дно. Останува да видиме. Етериум исто така е во консолидација и веројатно и тој ќе го чека следниот day cycle low. Може да повлечеме една тренд линија тука слободно и да видиме што би се случувало во следниот период. Толку од мене за денеска, се гледаме, поздрави, чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my